Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, со вас во најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрвен кратките најави. Димитриевски ги собра потписите за независна кандидатура. Фронт е коректив на најголемите партии, порачува Аткинс. Богата културна програма на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Актуелниот градоначалник Максим Димитриевски утрово ја достави неговата кандидатура до ДИК, а до 13 часот ги собра потребните потписи за независен кандидат за градоначалник на престојните локални избори. Под притисок на моите граѓани, граѓаните на општина Куманово и голем број на истакнати социјалдемократи од Куманово денеска објавив иницијатива за собирање на една ваква граѓанска поддршка, рече Димитриевски на пресконференцијата што се одржа на Спомен Костурница. За само неколку часа актуелниот градоначалник на општина Куманово Максим Димитриевски ги собра потребните граѓански потписи за независен кандидат за градоначалник на предстојните локални избори во октомври. Тој на денешната пресконференција се заблагодари за масовната поддршка, бидејќи тоа за него представува, како што рече, мотив повеќе да продолжиме во заложбите заедно да го развиваме Куманово и заедно да работиме на развојот на демократијата во нашата држава. Затековме општина со долгови, а дополнително ги решивме тие финансиски проблеми и реализиравме голем број на проекти. Мојата цел, заедно со мојот тим, е да продолжиме на тој пат. Да го минуваме Куманово во вистинска смисла на зборот. Во оваа прилика, искрено и од срце, сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои што се потпишаа на оваа граѓанска иницијатива и поддршка. Јас сум по убедување социјалдемократ од 95 година и полн сум со социјалдемократска мисла и идеја во вистинска смисла на зборот. И моите заложби се да се развива демократијата и во државата, но и во политичките субјекти. Бидејќи ако немате развој на демократија во политичките субјекти, тогаш не можете да развивате ни демократија во општеството. Немам информации што се има случено на извршниот одбор, но знам дека под притисок на моите сограѓани, граѓаните на општина Куманово и голем број на истакнати социјалдемократи од Куманово, денеска објавив иницијатива за собирање на една ваква граѓанска поддршка. Во однос на соопштенијата со кои излезе неговата матична партија, Димитриевски потенцираше дека овде не станува збор за негови лични амбиции, туку за можеби поразлично размислување од група на луѓе кои во моментов имплементираат власт. Отворен сум за секој тип на поддршка, вклучувајќи ја и мојата СДСМ, затоа што сметам дека основните вредности на социјалдемократијата и на мојата матична партија е токму граѓанскиот пристап и различноста која што е една од главните мота на последниот конгрес на партијата. Жалам, искрено жалам, што можеби некои поединци оваа го доживуваат на начин како што беше презентирано во јавноста, предавство или беа употребени други зборови. Не се работи за лични амбиции, туку се работи за еден континуитет на едно можеби поразлично размислување од група на луѓе кои што во моментов имплементираат власт. На прашањето дали очекува да биде исклучен од партијата, Димитриевски одговори дека партијата има свој статут и органи и треба да одлучи. Значи, јас не очекувам и не размислувам, но како и да е, партијата има статут, има своји органи и треба да одлучи. Она што за мене е приоритет во овој момент е Куманово и граѓаните на општина Куманово. Уште од првиот ден го менаџирам градот и се обидувам, без разлика што доаѓам како градоначалник од политички субјект, да бидам градоначалник за сите граѓани, без разлика на нивната партиска, верска, етничка или друга припадност. И денеска особено мотивот е поголем кај мене, бидејќи видов голем број на луѓе кои што доаѓаат од различни политички субјекти, различни етнички заедници и различни вери.
и даваат подршка на еден ваков концепт. А тоа е токму суштинскиот концепт на социјалдемократијата во нашата држава. Максим Димитриевски, врз база на сите претходни направени анализи и сондажи во јавност, како и кандидатската листа за советници под мотото "За наше Куманово" е фаворит на предстојните избори кои што ќе се одржат во октомври. Се чувствува граѓанската подршка, а на крајот секако одлучуваат граѓаните и јас сум повеќе од убеден дека ќе ја добиеме таа подршка од граѓаните, да продолжиме во континуитет, да работиме посветено за нашиот град и за нашите граѓани. На предстојните локални избори Димитриевски ќе настапи и со независна листа на советници, која, како што рече градоначалникот, е во фаза на изработка, а носител на листата ќе биде жена која треба да го даде својот придонес во иднина, не објавувајќи го денеска незиното име. По кандидатурата на Максим Димитриевски како независен кандидат за градоначалник на Куманово, со своја реакција се јавија од владеачката СДСМ. Во соопштението за јавноста се вели: СДСМ ќе ја даде најдобрата понуда за граѓаните на Куманово на овие локални избори, а името на кандидатот и советничката листа ќе бидат објавени наскоро. Потегот на Димитриевски го олеснува изборот на граѓаните. Тој што им врти грб на граѓаните, на поддржувачите на демократската и прогресивната опција, на членството и базата на СДСМ, не може да биде најдобра опција за кумановци. За СДСМ интересот на граѓаните на Куманово бил и секогаш ќе биде пред интересот на Максим Димитриевски или било чиј друг личен интерес, се вели во соопштението. Фронт ќе ги собере потребните потписи и ќе се бори да добие барем едно советничко место, вели Ивана Аткинс од независната листа. Крајниот рок за собирање на потписи е 30 август, а граѓаните својата поддршка за независните советнички листи може да ја дадат во канцеларијата на ДИК во Куманово од 8 до 20 часот, а викендов до 21 часот. Независната листа Фронт ја формиравме да ја разбудиме надежта, да ја разбиеме партизацијата во ова општество, да ги вратиме на смевките и да бидеме коректив на најголемите политички партии. Оптимисти сме дека потребните потписи ќе ги собереме во предвидениот рок, а се бориме и ќе се избориме барем за едно советничко место во Советот на општината, вели Ивана Аткинс од граѓанската иницијатива Фронт, која собира потписи за независна листа на советници за предстојните локални избори. Изненадени сме од големата потреба, поготово на младите луѓе од нашата општина, да дадат поддршка за една навистина независна листа. И нашето изненадување не го криеме за големиот интерес и покрај тоа што добиваме поплаки секојдневно дека местото за депонирање на подпис не само за независните листи, туку воопшто канцеларијата на Државната изборна комисија во Куманово, за жал се наоѓа на едно непристапно место. Еруптивната надеж за промени во Македонија датира, односно својата кулминација ја достигна во 90-тите години. И тогаш не само младите, туку воопшто сите, навистина тоа беше една голема ерупција за надеж. Дека нешто ќе промениме. Од тогаш наваму, постепено, таа надеж спласнуваше. Поради добро познатите причини. Некаде во ова време во кое што живееме сега, мислам дека дури се изгуби таа надеж. Затоа ја формиравме независната листа Фронт. Да ја разбудиме надежта. Ние ништо не ветуваме, а најмалку не ветуваме дека ќе ги вратиме младите кои што ни избега. Ние сакаме да ја промениме контролата на наративот во нашето општество. Од Фронт потенцира дека не се залагаат ниту за работни позиции, ниту пак за повисоки функции, туку само за реално представување на состојбата и проблемите. Кумановци не може да живеат во подобро Куманово. Кумановци не може да живеат во урбано Куманово, ако земеме во предвид дека ова е независна листа Фронт која што се бори и ќе се избори за минимум едно советничко место во градскиот совет како висока институција во општината. Токму тоа треба да се препознае во нас. Фронт е коректив
на најголемите политички партии кои досега не направија ништо друго освен што пополнија некоја дупка на некоја улица непосредно пред изборите. Ние како фронт сакаме да бидеме храбри и сме храбри. Ние имаме нешто конкретно, а тоа е да ги вратиме насмевките и стоички, достоинствено да излеземе во Советот и да кажеме: добар ден, другари и другарки. Не, сега поново е господа и господи. Ние сме тука да ви кажеме дека во овој момент, и не се шегувам, на денешен ден ни дојавија од градската болница дека нема повеќе ампули, аминофилини, урбазони, С-витамини, односно ги има само за тие што ќе ги добијат преку рака и само за тие што се лежечки пациенти. Фронт ќе се залага секогаш за тоа да ја разбиеме партизацијата во ова општество кое што не јаде со години. И затоа сме независни, затоа што нам не ни се потребни, на сите 33 имиња од советничката листа, не ни се потребни нити функции, нити работни позиции, нити повисоки работни позиции. Таа контрола на наративот која што ни ја сервираат, ние сакаме да ја пресечеме. Освен фронт, деновиве потписи за советничка листа собира и граѓанската независна листа за чисто и хумано Куманово, а од утрово и актуелниот градоначалник Максим Димитриевски како независен кандидат за градоначалник. Крајниот рок за собирање на потписи е 30 август, а граѓаните својата поддршка за независните листи и кандидати може да ја дадат во канцеларијата на ДИК во Куманово од 8 до 20 часот, а викендов ќе работи до 21 часот. Државната изборна комисија извести дека тече постапката за јавен увид во избирачкиот список и истата ќе трае до 9 септември. Заклучно со вчерашниот ден, вкупно 5164 лица се провериле во избирачкиот список. Поднесени се вкупно 11 барања за запишување во избирачкиот список, 12 барања за бришење на податоците од избирачкиот список и 4 барања за измена на податоците во избирачкиот список. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев неуморно продолжува со организација на настани од областа на културата и театарот. Следната недела започнува со традиционалниот джез фестивал, а потоа следуваат гостување на стендап комичарот Влад Илич, детската представа Куферко, но и премиерна изведба на театарска представа. Повеќе детали од изјавата на директорот на установата Сашо Тодоровски. Изминатово лето ние навистина постојано работиме. Имавме една премиера пред 15 на дена во Центар за култура. Веќе подготвуваме нова следна премиера со режисерката Нела Витошевиќ со Звездија, која би требало да излезе некаде на средината на месец септември. А во изминатиот период сега што следува би сакал да го најавам джез фестивалот кој традиционално се одржува во Центарот за култура. Тоа ќе биде на 30 и на 31 август. Би сакал да напоменам дека одлучивме со организаторот влезот оваа година да биде слободен. Зависно од протоколите имаме 220 места. Билетите ќе бидат на билетара во Центар за култура и секој ќе може да дојде да подигне билет и со билет ќе може да се влезе на джез концертот. Исто така во петок на 3 септември имаме гостување од познатиот комичар Влад Илич, кој по потекло од Куманово живее во Лондон. Тој ќе има стендап комедија на 3 септември во Центар за култура. Исто така билетите се продаваат онлайн, исто така 220 места според протоколите, а во недела на 5 септември имаме гостување на една интересна детска представа Куферко, која е од Министерството за култура, проект подготвена од актери кои се од Скопје и мислам дека и тука ќе имаме една навистина добра представа за најмалите. Тоа ќе го најавиме во следниве денови кои доаѓаат. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на МВР за периодот од 26.8-27.8.2021 година, по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 5 лица не ја почитувале. Од нив 1 лице на подрачјето на Куманово и 4 во Кратово. За нив ќе следуваат соодветни мерки, соопштува секторот за внатрешни работи Куманово. И во продолжение вестите од Македонија.
Епидемиолошката состојба ќе биде основа какви мерки ќе има во наредните месеци кога ќе има пописи локални избори, но ако се почитуваат протоколите нема да има проблеми, оцени министерот за здравство Венко Филипче на новинарско прашање дали ќе има промени во мерките и поради овие два процеса. Ние минатата година дадовме препораки да нема големи митинзи и немаше. И тоа што е битно е тоа што сите и политичките партии треба да знаат дека има препораки за тоа како собирите се организираат. И сега има општи препораки за организирање собири или настани на отворено или на затворено. Колкав треба да е капацитетот зафатен од вкупниот капацитет на располагање, дистанците кои што треба да се држат и во рамките на одржувањето на настаните во рамките на протоколите, ние не гледаме проблем. Значи проблем има секогаш кога протоколите не се почитуваат, истакна министерот. Тој потенцира дека болниците во другите градови низ државата, за разлика од Тетово и Гостивар, не се преполни. Го поврзува тоа со повисокиот опфат на вакцинација и се надева дека така ќе остане. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека Комисијата за заразни болести едногласно го прифатила барањето на Тетовскиот кризен штаб и на градоначалничката Теута Арифи на 1 септември наставата во средните училишта да не започне со физичко присуство. Одлуката се однесува на Полошкиот регион. Онлайн настава ќе се спроведува 2 недели, а потоа ќе се разгледа уште еднаш состојбата со коронавирусот во овој регион. Со консензус се донесе препораката за средните училишта во Полошкиот регион, во Тетово и во Гостивар учебната година од 1 септември да започне онлайн и така да се одвива во првите 2 недели. Потоа ќе бидат разгледани состојбите со бројот на ново дијагностицирани лица, рече Филипче, кој имаше средба со градоначалничката Арифи и додаде дека една од главните причини за позитивниот одговор кон барањето е всушност преоптовареноста на болниците со ковид пациенти. Инаку Тетовскиот кризен штаб со кој раководи градоначалничката Арифи побара 3 недели онлайн настава во септември, додека градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари имаше предлог учебната година во земјава да започне на 1 октомври со цел да се избегне пикот на заразата во септември. Вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата, а во теке и теренска вакцинација. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 703.557 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 7.625 граѓани, а вчера вкупно се вакцинирале 11.883 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 1.220.375 дози вакцини, а ревакцинирани се 516.797 граѓани. Со последните бројки, 51% од населението над 40 години имаат примено барем една доза вакцина и 26% од населението од 18 до 39 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. Министерството за здравство информира дека според статистиката за изминативе 3 недели 14.096 граѓани, односно дури 83% од позитивните на COVID-19 не биле вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 89%, додека само 11% од сите моментално хоспитализирани пациенти се целосно вакцинирани. Смртноста кај невакцинираните е драстично поголема, покажува анализата. Во периодот од 3 седмици на територијата на државата починале 276 лица со COVID-19, 246 пациенти од починатите не биле вакцинирани, а само 30, односно 10% примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе комбинирани хронични заболувања. Заразените и починатите се вакцинирани со вакцини што ги има на располагање кај нас, како и вакцини Модерна и Джонсон и Джонсон, кои некои од пациентите ги примиле во странство. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 29 степени, а минималната беше 15 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време. Дневната температура ќе достигне 30 степени, а утринската ќе биде до 15 степени. Тука е крајот на Дневникот. Ви благодарам на вашето внимание. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.